Јас сум Катерина Пишева Јас сум Атанас Пишев. и двајцата сме од Струмица. Дозволете да ве запознаеме со нас и нашиот град. Нашиот дом и нашето семејство. Верувајте, нема да зажалите. Merhaba. Merhaba. Nasılsın sen? İyi abi, siz nasılsınız? Sağ ol abi. Yeni eskilerde ne var? Hazırlık var kampanya için. Ya evet, memnun oldum. İnşallah bu kampanyayı Allah'ın sayesinde kazanırız ve her bir zaman sizi desteklemeye hazırız. Teşekkür ederim abi. Görüşürüz. Görüşürüz. Ова е нашата семејна куќа. Тука сме родени и јас и брат ми. Ајде сега да ве запознаеме со трите генерации на фамилија Пишеви. Ова е дедо Атанас, секогаш расположен да ги отвара сите теми од турско до денес. Дедо е книга на нашата семејна историја. Фамилијата Пишеви е најголемата фамилија во Струмица. Таа е дојдена 24-та година од село Русиново, Беровско, со две волски коли. Дедо Алекса, мојот, ги натоварува 12 деца. Купува имот од еден бек, стара куќа и 60 декари ниви во атарот на град Струмица. Во тоа време мојот татко Васил, кој е роден 1908 година, во тоа време е бил на 16 години. И од многу детна фамилија голема, дедо ми одлучува да го даде на занајат и тоа го дава на занајат за ковач во село Босилово, каде го изучува занајатот и после 3-4 години отвара свој личен дуќан во село Турново. Те жени за мојата мајка Савета, тогашно име Бошнакова, родена во Струмица, стара струмичанка, кога веќе татко ми е работел како ковач, јас во малото детство од некои си 12 години сум бил земен и јас при него да го учам занајатот ковачки. За тоа време моите родители многу наблегнуваа на една работа. Во животот мора да си прво многу честен према луѓето, а најмногу према државата. Никогаш нема да ги заборавам зборовите на мојата покојна мајка Катерина, која ми велеше: синко, треба да си чесен, хуман, вреден, трудолюбив. Немој да ги делиш луѓето на богати и сиромашни и никој пат немој да заборавиш од каде јас и татко ти почнавме. Од нула па се до денес. Тоа што сме го постигнале. И секој пат ми кажуваше: богатството без честност не ти е потребно. За разлика од мајка ми, на која секој втор збор и беше хуманост, скромност и честност. На татко ми му беше најважно да ме воведе во бизнисот, да ме научи како се работи. И до ден денес
го започнувам денот со идејата, само со работа можеш се да постигнеш. Бех поканен на состанок на партијата комунистичка, која беше за нашата мала во пензионерски дом, а одговорен беше професорот Назо. Но на тај состанок ништо не бидна работа. Па втор состанок, па не бидна. И јас во тај момент веќе не можех да издржам и им виках категорично: јас не прифаќам да бидам член на партијата. Во исто време Фончев издрипа столот и вика: колеги, дајте отворете му вратта, нек си оди, тај не е за партија ни за партиец. Вие знаете ли дека неговиот татко и мајка секоја недела се во црква? Од тој момент, кога на комунистите им кажав не бидувам комунист, започнаа моите маки. Го напуштив за некоја година след тоа ковачкиот занает и се одлучив да отворам кафана под името Бежанка. А што е Бежанка? Од причини што Бежанка се наоѓа во малото Бежанско. И по тоа го доби името и кое до ден денес сите ја знаат као Бежанка. Видов дека и тоа ми е мало, саках повеќе да се искажам. И ја направив ресторант Струма, кој веќе почна да делува репрезентивно и имаше потреба да се усавршувам и да видам, отидаа веќе најразлични и делегации, и председатели, и министери, и од други земји. Во тоа време немаше друг ресторант, едино беше се отворил Цар Самуил. Стално со покојната моја супруга Катерина се плашевме да не фати некој лош ред, да се тепа, да почне да се другира, но кога го гледахме секој ден, музика, викам, добро е, дај веќе ова диско беше и повод и за него, и кога го направих диското во Дојран, он беше главен диджокей, пушташе музика, младите играа до късно до ноќта. Тоа беа навистина интересни времења. Има многу струмичини кои знаат, но има и некои струмичини кои не знаат дека моето прво работно место беше диджеј. Во далечната 83-84 година во Дојран, во летното диско Златен брег на познатата струмичка плажа. Морам да признам дека иако ми беше забавно, сепак за мене тоа беше работа. Бидејќи јас не добивав джепарлак, туку требаше добро да си ја завршам работата, за да добијам плата. Откако ги оправдав очекувањата на татко ми и се покажав како вреден и одговорен работник, морам да се пофалам дека после 2 години бев унапреден во менаџер. Тука има многу што да се каже. Ја имав таа привилегија да ги запознам сите популарни личности од тогашна Југославија. Повозрастните струмичени сигурно ме паметат по убавите концерти на Неда Украден, Мики Евремович, Владо Каленбар, Ален Славица, Уснија Реджепова, Дорис Драгович, Некито Волевруче, Алма Екмеджич и многу други познати југословенски уметници. Но убедливо и незаборавно ми е искуството со тогашната најголема поп и рок звезда Викторија, на чиј концерт во Струмица се случи еден многу непријатен настан. Претпоставувам дека се сеќавате на нејзиниот жив темперамент и енергија. За време на концертот и се слоши. Ја однесовме во Струмичката болница и таму разбравме дека била бремена. Во целата таа непријатна ситуација има една анекдота која многу ретко ја кажува. Нашиот сограѓанин, познатиот
струмички гинеколог доктор Данчев, кој со неја зборуваше на српски, за да се разберат нормално. Меѓу другото помисли дека и јас сум нејзин сопруг и почна да ми објаснува и на мене што и се случило на српски. Кога јас му кажав: докторе, јас сум струмичанец, успеевме да ја насмееме Викторија и барем малку да ја намалиме болката. Васил го запознав летото 1989 година, како менаџер на познати музички звезди од поранешна Југославија. После неколку неуспешни обиди да ме освои, сепак попуштив на една необична средба, кога пред врата ми го донесе познатиот музички уметник Ален Славица и со еден букет рози пред врата ми ја испеа песната Гордана. Не можев, а да не му возвратам на понудената љубов. Кој знае до кај ќе стигнев во менеджирањето на познатите личности? Може би еден ден во Струмица ќе ги донесов Мадона и Ролинг Стоунси. Но татко ми ме повика да му се придружам во бизнисот со транспорт и шпедици, што за мене беше еден нов и интересен предизвик. И кога се уверив дека Васко може да почне да ме прати во работата, стекнав още по-големо поверение во него и 88-9 година ја отворих фирмата Струма Експрес, која се занимаваше со транспорт. 90 година, кога он се жени, пред свадбата јас отидов прибој на Лим во Босна, каде се склопуваа мерцедесите, купив 5 нови мерцедесе, товарни 12-13. Кога сме кај изненадувањата, морам да споделам уште нешто многу интересно. На денот на свадбата од родителите на Васил добивме за подарок 5 товарни моторни возила. Со тоа ни најавија дека после свадбата не чека многу работа. Практично, веднаш после свадбата се вклучив во семејниот бизнис на фамилија Пишеви, во кој јас станав член. Заедно одлучивме дека ќе бидам најкорисна ако ја извршувам работната задача како сметководител. Благодарение на долгогодишното искуство на мојата мајка, која работеше како сметководител во ЗИК Струмица, ја научив оваа задача и занает, што можам да кажам до ден денес ја завршувам со големо задоволство и со голема леснотија. Понатаму почнавме да ја прошириме дејноста со трговија. Увезуваме шекер, брашно, месни производи, се до некаде до 96 година. 97 година ни дојде на идеја да се пробаме да направиме нешто кое производство, не само трговија. Зашто знам, производството е тешко. Треба да најдеш материјал, да го произведеш, да најдеш пазар, да го пласираш. Во 1997 година ја создадовме првата рафинерија за масло, Алмакс, како прва приватна гринфилд инвестиција во Република Македонија. На многумина нашите идеи за започнување на бизнис со производство на масло во Република Македонија им делуваше чудно и велеа дека од тоа нема да биде ништо. Но нам ни беше најважно што нашата желба и визија ја препозна самиот господин Озел од Република Турција, кој морам да кажам дека во тоа време важеше за еден од најдобрите технолози на Балканот. Замислете, тој безпретходно воопшто да не познава, прифати да биде наш партнер и да учествува со 23% во бизнисот. Дојде во Република Македонија и ја конструираше рафинеријата за масло Алмакс, или како што тој ја нарече, најсовремената рафинерија за масло на Балканот. Ете, така се создаде
и првата приватна рафинерија за масло во Република Македонија, кој, морам да кажам, веднаш драстично ја спушти цената на маслото за јадење, кој претходно монополски ја диктираше само единствената рафинерија во Македонија, а тоа беше Благој Горев од Велес. Тука морам уште еднаш да ја споменам мојата покојна мајка, која одигра клучна улога во преговорите со турците и партнерскиот договор со нив, затоа што таа перфектно го зборуваше турскиот јазик. За возврат побара од мене само едно нешто, што до ден денеска ми остана и во мојот принцип во самото работење, а тоа е на секои двајца вработени македонци да вработам и по еден турчин. Како и претходните компании, така и рафинеријата за масло Алмакс, ја профилиравме како семејна компанија, во која односот татко, син, сестра, сопруга и така натаму ќе биде потполно потиснат и занемарен на сметка на професионалното и одговорното работење. Јас сум Силвана Крстева, технолог и раководител на производство во рафинеријата за масло Алмакс Струмица. Васил Пишев е коректен и принципиелен работодавач, кој од мене како технолог бара секогаш да бидам одговорна и фабриката секогаш да биде подготвена за производство. Васил Пишев е човек со визија и големо чувство за одговорност кон заедницата. На негово инсистирање, Алмакс е меѓу првите компании во Република Македонија која го има имплементирано стандардот за контрола на квалитет ISO 9001, како и системот за безбедност на храна ХАСАП. Васил Пишев е човек кој што не се грижи само за нас вработените и за нашето производство, туку и за животната средина. Бидејќи повторно на негова иницијатива, го имаме имплементирано и успешно го надградуваме и стандардот за заштита на животната средина ISO 14001. Јас се викам Истинов Бејзат, сум вработам во рафинерија Алмакс. 15 години вработам во рафинерија Алмакс. Васил Пишев, до сега некако проблем, не сме имали проблеми и за него нема никакво делби, турци, македонци, христијани, муслимани. За него сите сме исти, за него постои само добри работници и лоши работници. Знаеме да бидеме многу построги меѓу нас отколку со самите работници. Вработените најчесто ме опишуваат како човек со принципи кој може да има разбирање за се, но никако не прифаќа непедантност. Но тоа сум јас. Човек, како и секој друг, со понекоја мана, иако не мислам дека педантноста е мана во производството на храна. Напротив, во овој сегмент не сме никој да се дозволи грешка. Тук тато од Матурската? Да, това от цар Самуил Ден. От цар Самуил Ден. Друга слика това. Ајде, хајде. Това ми беше пак на Матурска. Добро. Што прават? Добре. Благодаря. Тук сме на... Ако сакате водичка да си вземате. Тек се масло. Наско, тук ка преводи се претоварен си со дърва. А дед, баба и дедо шо ми кажаа да ти го направаме. За да одеш цврсто на низ живото. Тука роден деновци. Добро. Тук не даваат дипломите со класния. Сум класния тук сте. Со Павле со класния. Сега имаш нов период од живото. Тато сега помина 2 трипти матурската са моите. Така ли? Вземи обумо. И батко ти да виде, не ли? Да. Тук са класния. Как и дава дипломата. Не много силно. Майка Павла. Дай да ги видим другите. Па сега диплома от факултета. Да. На почетокот Васил беше многу романтичен. Умееше да ме изненади со некаков подарок на сите наши заеднички датуми. А понекогаш измислуваше и некаков повод да ме изненади. Но како што му се зголемуваа неговите обврски во бизнисот, тие датуми ги памтев само јас.
Предпоставувам дека тоа и се случува и на секоја друга жена. Па нели, жените и мажите сме различни? На младите, ако постарите не им дадат збор, понекогаш треба и сами да си го земат. Јас сум третиот маж во куќата. Дипломирав на економскиот факултет, одсек менеджмент. Сега ги следам моите постдипломски студии. Но во нашето семејство да бидеш ученик не значи и дека не треба да работиш. Веќе подолго време сум вклучен во семејниот бизнис. Поминав повеќе позиции за добро да се запознавам со целата работа. Мене веројатно ми е полесно отколку на брат ми, бидејќи од мене се бара само да го завршам правниот факултет како добар студент. Но тоа баш и не е така лесно, како што не е лесен и предизвикот пред кој што е исправено моето семејство во овој период. Од неодамна и официјално сум назначен за менеджер, за да го ослободам татко ми да може потполно да и се посвети на градоначалничката функција. Тест периодот го поминав, но пред мене е голема одговорност. Се надевам дека ќе бидам успешен како моите татко и дедо, па дури еден ден ќе ги надминам. Во политичкиот живот на државата се вклучи во далечната 1921 година. За сите овие години ги поминав сите структури на партијата. Сум бил член во неколку општински комитети и сум учествувал во повеќе од 10 различни изборни циклуси. Точно знам како е да се биде дел од изборна кампања за парламентарни, председателски и локални избори. Најпосле, мојот избор за пратеник во Собранието на Република Македонија беше логичен и природен процес. Пратеничката функција која извршувам ревносно и посветено, за мене е најважна досега затоа што законодавниот дом ми овозможи да придонесам за општо добро во државата. Кога Васил ми соопшти за неговата кандидатура за градоначалник, морам да признам дека не го примив со некое големо воодушевување. Од причина што мислев дека ќе си ги зголеми и како неговите големи обврски. Но кога детално ми објасни за неговите намери, цели и мотиви, за се што планира да направи за нашата заедница во која сите живееме и твориме, не можев а да не го поддржам. Затоа што се што досега замислил и реализирал. Кога одлучив да го поддржам, си ветив дека ќе бидам добар пример за сите жени и ќе ги мотивирам да се активираат што поактивно во политичкиот живот, затоа што има проблеми што мажите не можат да ги видат. Кога ние, како жени, мајки и сопруги, ќе им ги посочиме проблемите и ќе им помогнеме во нивното решавање, јас сум убедена дека општина Струмица ќе ја направиме подобро место за живење на сите граѓани. Задоволен сум од тоа што го постигнавме како напредок со партијата. Но пак ќе кажам, Собранието е место во кое можеш многу повеќе да придонесеш за самата држава воопшто, отколку во општината во која живееш. Како човек кој пред се ги презира лагите, измамите и нечестноста, веќе не можам да поднесам моите сограѓани да бидат манипулирани и завидувани. Се кандидатирам за градоначалник со една единствена цел. Струмица да биде поубаво место за живење за сите, не само за поединци. Јас сум убеден дека Струмица ќе биде општина на сите.